Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуй го гласот на молењето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како земја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна. Послушај ме, Господи. Христос се роди, навистина се роди. Со овој поздрав, драги браќи и сестри, ве поздравувам токму денес на празникот посветен на светиот првомаченик Стефан Архиѓакон и преподобните маченици Теодор и Теофан нацртани. Светиот првомаченик Стефан Архиѓакон бил роднина на апостолот Павле и евреин од оние евреи кои живееле по елинските области. Стефан бил и прв од 7 јакони кои светите апостоли го ракоположиле и ги поставиле на служба за помагање на сиромашните во Иерусалим. Затоа, впрочем, и тој бил наречен Архиѓакон. Со силата на својата вера, Стефан правил големи чуда помеѓу луѓето. Лошите евреи се расправале со него, но секогаш биле победувани од неговата мудрост и со силата на духот кој преку него действува. Тогаш посрамените евреи, навикнати на клетви и лаги, го подбуцнувале народот и народните старешини токму против Архиѓаконот Стефан, клеветејќи го дека му хулел на Бога и на Мојсија. Брзо пронашле лажни сведоци кои го потврдиле тоа. Тогаш Стефан застанал пред народот и сите го виделе неговото лице како лице на ангел, тоест лицето му било озарено со благодатна светлина, како некогаш Мојсей кога со Бога разговарал. И Стефан ја отворил својата уста и наброил многу добри дела и Божи чуда, што Бог ги направи во минатото токму на израелскиот народ, како и многуте зла и противење на Бога од страна на тој народ. Посебно ги изобличил заради убиството на Христа Господа, нарекувајќи ги предавници и крвници. И додека тие крцкале со забите, Стефан погледнал и го видел небото отворено и славата Божија. И тоа што го видел, тој им го објавил на евреите, велејќи им: еве, ги гледам небесата отворени и синот човечки како стои од десната страна на Бога. Тогаш пакосниците го извеле надвор од градот и го убиле со камења. Помеѓу неговите мачители бил неговиот роднина Савле, кој што подоцна станал еден од најревносните апостоли, апостолот Павле. Во тоа време во далечината на некој камен стоела Пресветата Дева Богородица, која заедно со светиот Јован Богослов го гледала мачеништвото на овој прв маченик за вистината на незиниот син и нашиот Бог, молејќи го Бога за спасение за Стефан. Тоа се случило една година точно после гувањето на Светиот Дух на апостолите. Телото
на светиот првомаченик и архидјакон Стефан било тајно земано на својот имот од страна на Гамаил, кнезот еврејски, кој што бил тајн христијанин. Така, славно завршил овој првенец меѓу мачениците, христијански, и се преселил во царството на Бога и Спасителот наш Исуса Христа. А штом си отидоа мудреците, ете ангел Господов му се јави на Јосифа во сон, говорејќи: стани, земи го младенецот и мајка му, па бегај во Египет и остани таму додека не ти кажам, бидејќи Ирод ќе го побара младенецот за да го погуби. И тој стана, го зеде младенецот и мајка му ноќно време, па отидоа во Египет. И таму беше до смртта Иродова, за да се исполни реченото од Господа преку пророкот кој вели: од Египет го повикав сина си. Тогаш Ирод, кога виде дека мудреците го излагале, се разгневи многу и прати да ги уби сите младенци во Витлеем и во целата негова околија од 2 години и надолу, според времето што го беше точно дознал од мудреците. Тога се исполни кажаното преку пророкот Јеремија, кој говори: глас се слушаше во Рама, плач и ридање и писок голем. Рахил плаче за своите деца и не сака да се утеши, зашто ги нема. После смртта на Ирода се јави во сон ангел Господов на Јосифа во Египет и му рече: стани, земи го младенецот и мајка му и отиди во земјата Израилева, зашто изумреа оние што ја бараат душата на младенецот. Он стана, го зеде младенецот и мајка му и дојде во земјата Израилева. И кога чу дека во Јудеа царува Архелај, место татка си Ирода се исплаши да отиде таму, и кога доби вест на сон, тој замина во пределите галилејски. И кога пристигна, се насили во градот наречен Назарет, за да се исполни кажаното преку пророците, дека тој ќе се нарече Назариец. Денес, браќи и сестри, решив во вид на приказна да ви раскажам за божествениот младенец Христос. И двајцата големи пророци, Исаија и Еремија, прорекле дека Господ ќе дојде во Египет и дека од неговото присуство ќе се тресат идолските храмови и идолите ќе се разурнуваат. Исаија пишува: ете Господ ќе дојде во Египет и пред лицето негово ќе затреперат идолските египетски. Кога божествените бегалци стасале во градот Ерапол, денешен Каиро, и таму се доближиле до некој идолски храм, одеднаш сите идоли во тој храм паднале и се испокршиле. Затоа пишува и светиот Палади, кој вели: видовме таму храм идолски, во кој од приближувањето на Спасителот сите идоли падна и истуркани на земјата. Во некое место викано Сирен имало 365 идоли. Кога Пресветата Дева стапнала во тој храм заедно со божествениот младенец во рацете, сите идоли попаднале и се испокршиле. Исто така попаднале и сите идоли кои што биле по целиот Египет. Светиот пророк Еремија, престојувајќи во својата старост во Египет, им прорекол на египетските жреци дека сите идоли ќе паднат и сите ракотворени ликови ќе се искршат во на време кога во Египет ќе дојде Пресветата Дева наша мајка заедно со младенецот, роден во јасли. Ово пророштво добро го запаметиле жреците и според тоа во своите храмови ја представувале дева како се одмара во постела, а до неа во јаслите младенецот, незин кој е повиен во пелени. И му се поклонувале на тоа представување. Царот Птоломеј
ги прашувал жреците што означува тоа представување. А тие пак му одговориле дека тоа е голема тајна, која што е проречена токму од отците нивни преку пророкот и дека тие го чекаат исполнувањето на оваа тајна. И таа тајна, драги браќи и сестри, на вистина се исполнила. Не само во Египет, туку и низ целиот свет била објавена. Како што и денес токму ја објавуваме со зборовите Христос се роди, на вистина се роди.